И годинава редакцијата на списанието дава признание на автор кој го негува есеистичкото обсервирање и дава придонес за афирмација на македонската општествена мисла во и во земјата. Годинава редакцијата се одлучи за еден од првите соработници на списанието Корени, инаку долгогодишен професор на Правниот факултет во Скопје и прв министр за надворешни работи на Република Македонија во експертската влада на Република Македонија на Никола Тусев, нејзин представник во Обединетите нации, интелектуалец кој се обидува да оди во жица на реалноста во оваа земја, во која, како што напиша во еден есеј, едните сакаат да зборуваат со другите, кога овие сакаат да зборуваат на македонски јазик, за да само по многу посно време едните со другите зборуваат преку преведувачи. Си впечаток дека не е омелен никај левите, никај десните, но затоа неговата мисла е мощна, цената кон добрите познавачи на нештата во сферата на политиката и општествените збиднувања, посебно надвор земјата. 7 негови прилози објавени во Корени, а потоа преведени на англиски јазик, се најдоа на главната мрежа на престижната ревија на културни магазини на Европа и Еврозина од Виена, во која единствен представник од Македонија е Кумановското списание. Во својот есеј во слава на античките македонци по повод 10 годишнината на списанието, еден од уредниците на оваа мрежа, почитуваниот Симон Гарнец, пишувајќи за мултикултурализмот и хомогените општества, за нашиот добитник на признанието ги запише: препрочитувајќи статиите кои Корени ги има објавено во Еврозине, мрежата на европски културни журнали и онлайн магазини, на која јас сум се случајно со уредник и каде Корени е единствениот македонски представник, не може да не забележам известен акцент врз македонската национална сутина. Меѓутоа, не прогледам ништо што и оддалеку би наликувало на шовинизам. Напротив, она што промејува е благо пацифизам, роден од историското искуство на мултикултурализмот и искуството од тоа што би можело да се случи кога таа историја се открива. Се прашувам, што ми само мислат балканските општества, каде идејата за хомогено општество има дале позаканувачки конотации за ова западно европско душегубишништво. Напредокот, мирот, просперитетот, еврокриза или не, сите се овие работи кои тешко дека можат да бидат загубени. Читајќи го говорот на Малески, бев благо изненаден од неговите рационални и хумани аргументирања, базирани на здрав разум, и од неговата мудрост, скромност и љубезност. Како што Македонија и другите земји на Балканот полека се приближуваат се повеќе до Европската унија, тие ќе ги донесат ваквите квалитети заедно со нив. Сигурно го препознавте веќе овогодишниот добитник на признанието на Корени, професор доктор Денко Малески. Јас ќе го замолам главниот уредник на Корени, господин Димитар Масевски, да му додели признание. Монографија на Куманово со најновиот број на Корени како уметничка слика, графика на Зоран Јакимовски, редовен професор на Факултетот за ликовни уметности и негов поранешен декан. Јас ту, не знаејќи каков собир ќе биде ова, мислејќи дека е академски собир, напишав еден политички есеј, кој се надевам повторно ќе го дадеме и ќе помине надвор во странство Еврозин. Ама се разбира, нема да го читам, нема да ме заморувам. Се сетевам на ќе го објавите, така што ќе можете да го погледнете, бидејќи сепак е друга веќе. Јас би сакал да кажам дека ова све се должи на еден напор на Игор и на Димитар Масевски, основачи на